Се намалува времето за усвојување на законот за јавно обвинителство до 12 февруари, денот кога е предвидено распуштање на парламентот. Спикерот вели дека има процедурална можност законот да се стави на седница до крајот на идната среда, но според Џафери само ако власта и опозицијата претходно ги усогласат ставовите. На крај на мандат, пред распуштање на собрание, да се отвори, само да би се отворила седница, а не усогласен предлог и да се претвори во театар, тоа немам намера. Разликите меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН остануваат големи со мали шанси да се надминат во претстојните неколку денови. Опозицијата не попушта, власта се надева дека се уште има простор за договор. Ни треба закон кој што ќе донесе апсолутна правда. Таков закон можеме да имаме само и исклучиво доколку се прифатат забелешките, односно предлозите на ВМРО ДПМН. Сметам дека се уште има простор да се изнајде соодветно решение и да овој парламентарен состав го донесе и закон за јавно обвинителство. Денешната изјава на евроамбасадорот Жбогар е последна во серијата пораки на дипломатите дека закон мора да се донесе. Indeed, Commission didn't put the public prosecutor law as a condition. Европската комисија не го стави законот за јавно обвинителство како услов, но тоа е нешто што треба да се направи од повеќе причини. Прво, за граѓаните да веруваат во правда и дека ќе има одговорност за кривичните дела. Тоа е важно за повеќето земји членки, зашто е демонстрирање на посветеност на владењето на правото. Освен Унијата и САД повикаа на носење на овој закон. Усвојувањето на предложениот закон за јавно обвинителство ќе демонстрира подготвеноста на земјата за владење на правото и борба против корупцијата. Ова треба да биде поважно од партиските интереси и политики, порача американската амбасадорка Брнс во својот минатонеделен настап. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.